ученици, во оваа лекција ќе ја изучиме трансформацијата за решавање равенки ако еден член или повеќе членови од равенката има имените. Најпрво да повториме за претходните трансформации. Првата трансформација беше левата и десната страна од равенката треба да се средат, како, например, еде. Равенката е дадена x плюс 2 сето на квадрат е еднакво на x минус 1 по x минус 5 плюс 4. На левата страна од равенката имаме бином на квадрат. Па формулата за бином на квадрат беше првиот член на квадрат плюс 2 пати по првиот по вториот плюс вториот член на квадрат. И добиваме x на квадрат плюс 4x плюс 4. Додека на десната страна имаме множење полином со полином. Секој член од првиот полином го множиме со секој член од вториот полином. И при тоа добиваме x по x на квадрат, x по минус 5 минус 5x, минус 1 по x минус 1x, минус 1 по минус 5 плюс 5 и плюс 4 го додаваме. Имавме трансформација каде што, ако на левата и на десната страна имаме ист израз, тој израз може да се поништи, да се изостави. Во овој случај имаме ист израз x на квадрат. X на квадрат и x на квадрат го поништуваме, односно го изоставаме. Потоа префрламе од лево надесно познатите, а од десно налево непознатите или променливите. Па добиваме 4x плюс 5x плюс x еднакво на 5 плюс 4 минус 4 или 10x еднакво на 5, а само x еднакво на 5 десетини или ако се скрати со 5, добиваме x дека еднакво на 1 половина. Другото правило или трансформација беше на левата страна се префрлаат непознатите или променливите, а на десната страна броевите. При префрлање рековме дека знаците на членовите што се префрлаат се сменуваат. Трето правило беше ако на левата страна пред непознатата има знак минус, тогаш и левата и десната страна се множат со минус 1 и се менуваат знаците и на левата и на десната страна. Како, например, 2. Имаме 2x минус 4 еднакво на 3x плюс 5. При префрлање од десно налево го префрламе членот 3x и го добива знакот минус 3x. А од лево надесно па го префрламе членот минус 4 и добива знак плюс 4. Па добиваме 2x минус 3x еднакво на 5 плюс 4 или минус x еднакво на 9. Во овој случај, пред непознатата имаме знак минус. Значи, левата и десната страна ја множиме со минус 1, а со тоа ги менуваме знаците и налево и надесно. И се добива дека x еднакво на минус 9. Исто така, многу важно што треба да се знае е тоа дека ако на левата и десната страна се добие 0, како на примерот 3, таа равенка е идентитет и има безброј решение. Например, 2x минус 3 еднакво на 2x минус 3. При средување, односно префрлање лево непознати, десно познати, добиваме 2x минус 2x еднакво на минус 3 плюс 3 или 0 еднакво на 0. Значи, оваа равенка е идентитет и има безброј решенија. Тоест, решенија се сите реални броеви. Додека, ако на левата страна се добие 0, а на десната друг број, таа равенка е противречна, тоест нема решение. Како, например, 4. 3x минус 5 еднакво на 3x плюс 7. Откако ќе префрлиме лево-десно, познати-непознати, добиваме 3x минус 3x еднакво на 8 плюс 5 или 0 еднакво на 13. Гледаме дека
лево добивме 0, а десно број 13. Значи, оваа равенка е противречна и нема решение. Сите други равенки каде што лево добиваме променлива, си имаат едно, две и повеќе решение по зависност од степенот на непознатата. Сега, ако некои членови во равенката имаат именител, тогаш тие ги ослободуваме со множење на двете страни од равенката со најмал заеднички содржател за именителите. На примерот 5, 6 и 7. Пример 5. Х минус 7 врз 2 плюс 3х плюс 7 врз 4 е еднакво на х минус 9 врз 3. Бараме НЗС за именителите. 2, 3 и 4. Го добиваме бројот 12. Значи, левата и десната страна ја множиме со 12. И сега, гледаме секој именител колку пати се содржи во НЗС-то. Значи, 2 во 12 се содржи 6. 6 го множиме со броителот од таа дробка. Пота, 4 во 12 се содржи 3. 3 го множиме со другиот именител. 3 во 12 е 4. Значи 4 го множиме со и броителот на третата дробка. Така добиваме 6 по х минус 1 плюс 3 по 3х плюс 7 е еднакво на 4 по х минус 9. Со ова, значи, ги ослободуваме именителите и добиваме равенка без именители, која од досега научењето знаеме како да ја решиме. Добиваме 6х минус 6 плюс 9х плюс 3 еднакво 4х минус 3 е 6. Кога ќе ги префрлиме лево-десно, познати непознати, добиваме 6х плюс 9х минус 4х е еднакво на минус 36 минус 3 плюс 6. Или 11х е минус 39 плюс 6, 11х е минус 33, само х е еднакво на минус 3. Или пример 6. Имаме равенка 3х минус 7 врз 4 минус х плюс 2 врз 3 е еднакво на х плюс 2 врз 6. НЗС за овие именители, тоест за 3, 4 и 6, е 12. Значи, секој член од левата страна и секој член од десната страна го множиме со 12. Скратено тоа вака се работи. 4 во 12 се содржи 3 пати. 3 го множиме со тој бројтел. 3 во 12 се содржи 4 пати. 4 го множиме со другиот бројтел. 6 во 12 се содржи 2 пати. 2 го множиме со третиот бројтел. И добиваме 3 по 3х минус 7 минус 4 по х плюс 2 е еднакво на 2 по х плюс 2. При средување добиваме 9х минус 3 минус 4х минус 8 е еднакво на 2х плюс 4. Или префрламе лево-десно, 9х минус 4х минус 2х е еднакво на 4 плюс 3 плюс 8. 3х е еднакво на 15, х е еднакво на 5. И примерот 7. 2х минус 3 врз 5 минус 3х минус 4 врз 3 е еднакво на 1 минус 4х врз 15. НЗС за именителите 3, 5 и 15 е 15. Значи, множиме по НЗС-то, по 15. Добиваме 5 во 15 е 3. 3 по 2х минус 3. Минус 3 во 15 е 5. 5 по 3х минус 4. Еднакво на 15 во 15 е 1. 1 по 1 минус 14х. Сега средуваме. 6х минус 9 минус 15х плюс 20 е еднакво на 1 минус 14х. Префрламе лево непознати, десно познати и добиваме 6х
минус 15х плюс 14х еднакво на 1 минус 20 плюс 9. Или 5х еднакво на минус 10, или х еднакво на минус 10 врз 5 еднакво на минус 2. Домашна работа се следните задачи, што треба да се решат до вторник, 27.4.2020 до 16 часот.